Зоран Стојановски, добре дојдовте прво. Кажете ми, од кога сте започнале да се занимавате со пишување? Вие имате и друга професија, но ова може да се нарече како ваше хоби? Најнапред добро ве најдов. Поздрав до сите тетовчани, гостиварчани и сите други. Еве и овие тетовски раскази ве поздравуваат. А што се однесува до вашево прашање, од кога сум почнал да пишувам, краткиот одговор е од 10 годишна возраст, и тоа убаво се сеќавам на денот кога осознав дека јас можам да пишувам, дека јас сум тој и дека цел живот ќе пишувам. Бев четврто оделение кога учителката наша во основното училиште Братство единство во Тетово, Азра Селим Хоџич, ни зададе домашна работа. Да ја довршиме басната за лисицата и гавранот од Езоп. Таа беше недовршена во учебникот и сега требаше ние да ја донесеме таа домашна утредента, меѓутоа половина од децата не напишале ништо, на другата половина родителите нешто им склепале на брзина. И сега, кога дојде ред на мојот текст, тетрадка да дојде во рацете на учителката, и тај кој што ја зеде тетрадкава гледаше де во неја, де во мене. Де во неја, де во мене, и одеднаш ја остае излезе низ врата. А ние останавме децата заковани за столчињата, зашто беше многу строга. Навистина тогаш беше и режимот школски таков да дури имаше и физичко казнување. И дури не задзвони, таа не дојде. Кој задзвони, кој се отвори вратата, наеднаш еден куп деца, познати, непознати од другите класови, влегоe внатре и почна да вика: еј, кој напишал ова, колку убаво учителката ни читаше. И тогаш прв пат ја осетив таа среќа на писателската работа. И тогаш реков, знам, добив свесност дека да, јас сум тој што може да пишува, зашто тој немир што го осетив тогаш проткаен со искри од среќа, тоа е тој што ме прати целиот живот. После можеби продолживте на некои надпревари и слично ве потикнува од училиште? Веќе утредента напишав песна и веќе утредента ме зачленија во литературната секција, иако тоа беше за деца од 5 до 8, ја бев 4. И по една недела добив прва награда на општинско надпреварување и се редеја награди. Добив и републичка награда за еден есеј за Крсте Петков Мисирков и така натаму. Арно, ама, кога бев 7 оделение, ме приведоја. Кој збор да го употребам, не собраа со наставничката моја по македонски јазик Павлина Костовска во Централниот комитет ЦК на Тетово на Сојуз на комунисти, затоа што сум пишувал нешто што не треба. И тогаш го осетив првиот страф и осознав колку е уствари ризична ова работа, пишувањето. И кога не седнаја пред двајца иследници, како да ги наречам, и ми рекоа: ај сега прочитаја песната за делегатот. И сега ќе ве кажам од прилика, можда не е баш истото, меѓу од прилика. Ми беше како другар, ми беше како брат. Затоа те избрав како најнов делегат. Но сега должноста не ја вршиш, законот го кршиш. Затоа има да те стегнам за шија, да те фатам за врат, не ми треба веќе таков делегат. И ја го изрецитирав тоа, а тие се изнасмеаја. Како и ти сега, се изнасмеаја. Громогласно и рекоа: ова е добро, и рекоа на наставничкава. Ваква младина ни треба, другар ученик, добро е, вака продолжете, ова смеете да го пишувате. И тогаш осознав, значи, уште нешто, дека колку и да сега тврдиме дека тој режим бил толку нетолерантен и за малку нешто се делило на Голи оток, тогаш осознав дека сепак имало критериум и некое критичко сознавање на работите во однос на таа атмосфера тогаш. Дали тоа значи дека сте пишували и проза и поезија, или и кој тип напишување повеќе ве влече, да речем? Почнав со поезија и долго пишував поезија, имам напишано доста збирки поезија, имам издадено електронско збирка поезија, меѓутоа сум напишал драма, роман, а сум се нашол во краткиот расказ. Краткиот расказ е една посебна форма, е посебен предизвик и според мислењето на многу познати врвни романсиери,
потешко ми е да напишат добар краток расказ отколку роман. Зашто романот има своја структура, бара своја некоја динамика, упорност, систематичност, дури има и софтвери за пишување роман, а кај краткиот расказ, ако не го предизвикаш вниманието на читателот со првата реченица, тогаш нема да чита понатаму. Значи не со втората, не со третата, со првата. И ако немаш еден логичен тек на свеста потоа, за да магнетски го задржува читателот, и нека биде гениално све, и ако крајот е слаб, пропаѓа све во вода. И крајот мора да остави дупка во хартијата, значи тоа да биде едно своевидно ремек дело. Обично велат за расказ мало ремек дело, ама не. Расказите на Чехов секој посебно е ремек дело големо, еднакво со романите на Достоевски, на сите големи писатели. Така да голем предизвик е краткиот расказ, јас тука се препознав и најголем дел од творештвото ми се кратки раскази. Кажете ми, пишувате на тетовски дијалект? И ако го практикувате, зошто е тоа така? Дали мислите дека творењето на дијалекти е важно за да се зачува нели говорот, во овој случај тетовскиот градски говор? Најчесто пишувам на македонски литературен јазик, може и на српски, имам нешто напишано, и на англиски. Имам издадено електронска книга Жени со лузни на англиски, а имам и доста ракописи на англиски, затоа што за да се пробиеш фактички ко писател и за да речеш дека тежиш кон некој бестселер, мора на светскиот пазар на англиски, на англиско говорно подрачје да се пробиеш. А на тетовски дијалект почнав да пишувам знаејќи дека тој хумор наш тетовски е доста специфичен. И таја духовитост што може да се изрази преку тетовски дијалект не може на ниеден друг јазик. Од една страна. И од друга страна, кој пишуваш за тетовските обичаи што само тука ги има, Бодња баба, у три цркве за Великден и така натаму, најсоодветен е тетовскиот говор. А како трето, сите не имаме долг од овде и не само од овде, од Македонија, кон традицијата на Кирил Пејчиновиќ, кој што прв пишувал на народен македонски говор, и тука е кодот всушност на македонскиот јазик, затоа што има мала дигресија. Има едно село во Бугарија кое што се вика Пејчиново, во чест на Кирил Пејчиновиќ, и тоа од после Првата светска војна. А никој во тоа село ни слушнал, ни знае кој е Кирил Пејчиновиќ, ни теарце, ни разбира тетовски. Сакам да кажам колку е силна таа пропаганда од екзархијата, од патриаршијата, српска, бугарска, цело време. И денеска е актуелна, а нашата одбрана против неја е нашиот код, а тој лежи според мене токму во оној јазик на кој што првпат е пишувано во Македонија. Затоа што ние од Тетово можеме да ги разбереме и србите и бугарите, нас не може да не разберат, колку и да тврдат србите. Меѓутоа, освен она пушката на ратата, таа и сакам те, сакаш ме, некако не разбираат баш. И тука е големото значење на тетовскиот говор, а во оваа збирка раскази, тетовски раскази, цел еден дел е посветен, еден циклус на тој дијалект и е на тетовски дијалект. Кои тематики најчесто се застапени? Имате ли како некоја рамка, да речеме, или сето она што ве инспирира е дел од вашите дела? Понекако спонтано, а тоа е и резултат на структурата на личноста на писателот. Мојата тематика е фактички тематиката на Достоевски, на Чехов, на тие универзални теми, и тематиката се вистинските вредности против испревртените вредности. Знаете, кај Достоевски всушност, макар и кај Чехов. Али конкретно кај Достоевски, бедни луѓе, понижени и навредени, записи од подземјето, записи од мртвиот дом, коцкар, идиот, браќа Карамазови. Тоа се фактички мои теми. Ја пишувам за незабележливите луѓе кои што имаат вредности, а
мора судбината да им е трагична поради исправретените вредности на ова време. Пишувам за надежта на изгубената песна, детството, со игри, со кал, земја, песок, дрво и така натаму. Се она што, како што рекол Фројд, детето го прави татко на човекот. Сега татко или мајка, да бидеме коректни родово, меѓутоа факт е дека тоа се тие вредности од кои што зависиме сите ние и нашата култура и за тоа ја претежно пишувам. Ова е вашата нова книга, Тетовски раскази, но што друго има во вашиот опус, кое што е достапно за граѓаните, за љубителите на пишаниот збор да го земат, да го прочитаат? Она што досега сум го напишал, значи почнувајќи од мојата 10-та година до сега, има доста материјали, меѓутоа, иако бев член на литературни клубови, секции и член на преседателство на Книжевна младина на Македонија и одлучував едно време, меѓу другите, чие дело да оди на Млада Струга или кој да добие награда Венко или Љупчо и така натаму, сепак не издадов ништо од најмалку 3 причини, дали од недостоинствената положба што имаш пред Министерството за култура кога бараш средства, дали поради немање читателска публика со падот на вредностите се случи тоа, дали поради тие услови што ги нудат издавачките куќи кои што не се воопшто поволни. Меѓутоа имам не најмалку него точно 10 дела во електронско издаваштво, 2 дела во ракописи, едно дело за кое што добив одлична рецензија и е стручно за мојата работа како пенолошки психолог и форензичар, тоа е вовед во проблематиката на превоспитната работа. Еден популарен прирачник за тренери по карате на англиски, што се вика Let's Play карате или Ајде да играме карате. Една драма, а најмногу кратки раскази, тие се излезени и се продаваат во електронско издаваштво. Летот на незабележливите луѓе, не знам, Записи од дното, Шарена револуција, роман чие што име нема да го кажам затоа што е влезен во конкуренција за роман на годината и ќе почекаме до октомври да го видим резултатот, па после ќе го објавам. Имам доста многу ракописи што е при крај, а што уште половина треба да се дотерува и да излезе. У секој случај осеќам, чувствувам една голема потреба како долг кон Достоевски и Чехов кои што пишувале за една посебна тематика, која што моја тематика, за затвореничката популација и за затворите. Достоевски бил 4 години на робија во Сибир, пишува за тоа во ремек делото Записи од мртвиот дом. Чехов барал самиот да со посебна дозвола до министерствата тогашни да влезе на островот Сахалин за да пишува за амбиентот тамо во тој затвор. А ја 28 години го проведов на таа работа, во војна и во мир, да речам, по различни затвори. Имам доста напишано тоа, треба да го вообличам и тоа е секако едно од моите први работи што треба да излезе понатаму. Оваа книга Тетовски раскази и самиот наслов, нели? Кажува се работи за раскази, но веројатно се инспирирани од секојдневните случаи тука во градов. Нешто подетално околу тоа да ни кажете? Па ова фикција фактички е, секој расказ е фикција, меѓутоа во основа има реалност. И сите околу 300 ликови се од реалноста. И секој што ќе го чита ова, ќе ги препознае тие луѓе по име и презиме или само по име, дури и да се по некој прекар или да е означено само со тој и таа, пак може да се препознае. И се разбира, тоа е сето тоа, идејата е разработена на еден уметнички начин, така да на крај представува фикција, но дава силна порака. Тоа е што се однесува до инспирацијата.
тоест идејата или, не знам, одлуката да се седне, да се напише тетовски раскази, ја немаше кај мене, него тоа дојде под притисок, условно речено, од оние што ме читаја на Facebook, моите Facebook статуси, со разни теми, и се препозна тука дека еден голем дел е за Тетово и дека од тој дел може да испадне добри тетовски раскази. Меѓутоа, како што реков и предмалку, немав мотив за тоа, од најмалку тие 3 причини што ги спомнав, но кога во еден контакт со Дарко Гавровски Гавро, кога го издаде енциклопедија, тетовскиот речник, и кога рече со негови зборови, меѓутоа суштината е таа, дека секој оној кој што има нешто напишано за Тетово, збори конкретно за Тетово сега, а е вредно и може да остане на генерациите, има одговорност да го издаде. И тоа некако беше окидач за да таа идеја се претвори во книга, што значи дека таа идеја за оваа книга и на Маја Китановска по потекло од Тетово од Германија и на Воислав Стојановиќ во Канада по потекло од Тетово и на, не знам, писателката Пејковска Павлина од Скопје и на Сонја Кочовска од Тетово. Сите тие вршеа притисок што ме читаја дека ова е добра идеја и ти мораш ова да го издадеш. И на крајот те попуштив и мило ми е за тоа. А инако самава книга, реков, има 5 циклуси. Секој циклус има по 12 раскази, вкупно се 60 раскази, тоа се кратки раскази, по дефиниција некако краток расказ е од 600 до 1200 збора. Со жанровски не се строго определени, претежно станува збор за социјален расказ, негде преминува тоа во поезија, во проза, носи силна порака, има една наративна сентименталност за да полесно пробие преку чувствата пораката до читателот. Тие 5 категории вредности за кои што пишувам во овие циклуси се прво вредноста на детството, детската игра, смеја, дружење и посебно меѓуетничкото дружење. Наспроти игриците, детството со игрици на мобилен, на, не знам, лаптоп, зад компјутер, што се деструктивни. После за сите оние институции што некогаш ги имаше во Тетово при крајот на 20-тиот век, а сега или не постојат, или се толку извитоперени со превртени вредности да се деструктивни, при што под институција тука не подразбирам само установа со директор, вработени, плата и така натаму хиерархија, туку институција е секое она место, без разлика дали е неотворено, би рекол култно место, што има таа моќ да споделува вредности, посебно меѓу младите, и да им го подигне чувството на праведност. Е така вредност имаше Тетовското корзо. Ја за него пишувам, спортскиот центар, не знам. Сите чатми на реката Пена, на кои што традиционално тетовци со своите семејства и помала одеа и се бањаа во таа чиста река и тоа представеше институција кај што се споделува вредност. Или на крајот на краиштата и оној рамен кров на детската градинка Младост, на кој што ние децата лесно можевме да се качиме и во приквечерени јунски во овој период од прилика исчекувавме кој ќе наиде од кај домот на ЈНА звуците на песната Едина моја тебе пјевам ја. Токму тој дом од Каршија, домот на ЈНА со својата бавча беше институција и културниот дом до него и сите домови правеа од Тетово дом за сите. Наспроти, тоа го зборувам во книгата, наспроти денешните домови за младите, а тоа се партиските штабови, од едните или другите, па унијата на млади сили, па форумот на жени и така натаму, и тоа се во ред мора да го има тоа. Меѓутоа испревртени се тука вредностите и неминовно доведува до проблеми. Четвртата група на вредности во книгата што се збори неминовно е, или третата, две ги кажав, третата е луѓето, нивната емпатија и алтруизмот. И затоа се тука трагичните судбини на Нина Димо, на Меланија, ми се чини, сите имавме
можност да се потресеме, да се наежиме од судбината на Нина Диму. По сите портали, по сите телевизии одише, со денови, со недели. А сето тоа беше пропратено со една јака символика што има во книгата. Доколку се сеќавате, кога одеа тие снимки од Нина Диму, во нејзиното сопче, со нејзините 30 кила, гладна, жедна, која што почина така, без струја, без вода, во неколку секунди од кадарот, над зидот покажаја дека ги има сликите од Мајка Богородица и од Гоце Делчев, една до друга. За такви работи и вредности, испревртени вредности, јас тука пишувам, секако како четврта категорија на вредности меѓу етничките односи. Па затоа пишувам за ламјето од Тетово, порака до албанецот, за сите мои другари од детството албанци, Илир, Насер, не знам, за мојот предпоставен од војска од Тетово, Агим Бечири, мајорот, за некои си Шпендирев и така натаму, меѓутоа и за една Санела која што е ромка и која што е од Тетово и чиј што живот заврши трагично на улиците на Тетово и додека умираше пееше една песна. Која е таја може да се види и да се прочита во книгата. И на крај пишувам токму за таа традиција, за вредноста на таа традиција на пишаниот збор на тетовски дијалект, како долг кон Кирил Печињовиќ. Сето тоа заедно создава една символика на една рака со 5 прста, кои што ако се здрави, можат да функционираат, да се затворат во топаница и тај да биде штит против сите испревртени вредности. Вие знаеме дека второто име на Тетово е калканделен или пробиен штит, а нам ни треба јак штит. Од друга страна, ако вредностите се превртени и дланката изгледа вака и не можеш ни да ја затвориш топаницата, прстите ќе бидат искривени и ќе мора тогаш да се ампутираат. Тоа не чини за никој овде во Тетово, меѓутоа не чини ни за другите во Македонија, затоа што опашката на ламјето од Тетово оди преку Скопје до Куманово и сегде. Дали е тоа и поривот ваш за пишување? Представува ли тоа самото творење за вас една борба за исправување на тие искривени вредности? Па тоа е тоа. Како што тој порив го имали и големите писатели, реков темите мои се оние на Достоевски, на Чехов, и тој немир писателски е стално околу тоа. Секој ден наоѓаме на такви случаи, неправди и тоа те потикнува, ти носи нов немир, со едно чувство, реков пак, на една искрена среќа дека ти си тој што можеш тоа да го представиш. Живееме сега во едно време на технологија, те кажавте и самите таа некоја споредба како порано децата да се играле, како сега се занимаваат. Мислите дека е условно кажано загрозен тој процес да се земе книга во рака и да се чита, едноставно да се ужива во она што е напишано на парче хартија, а колку е важно како процес за развој на самата личност? Да, читањето е многу загрозено, а дека е многу важно, нема дискусија тука. На јаките амбасадори на било која земја не се спортистите, како што обично се вели. Ја како спортисти, како карате тренер и го поддржувам тоа дека спортистите се едни од нашите најголеми амбасадори и работам на тоа поле. Меѓутоа, најголемите репрезенти на една голема Русија за сите времиња се Достоевски, Чехов и Толстој. Не можам да се сетам моментално на ниеден спортист кој што би бил таков репрезент од Русија. Со векови ќе остане Хемингвеј за сите времиња репрезент на една Америка. Џоковиќ моментално е актуелен и е репрезентет најдобар на Србија. Меѓутоа, кога славата ќе помине, тој ќе се остане легенда, ќе биде величан за сите времиња, но славата исчезнува и влијанието на неговата слава нема да биде толкаво после 21 години. Како да речеме, Панчев на времето беше главна ведета и имаше толкава слава и ние сите толку се водушувавме и ден денес го сакаме, меѓутоа друго е Панчев од тоа време и неговото влијание, друго сега. Меѓутоа да направам паралела која што почнав кога зборувам за Џоковиќ, Иво Андрич за сите времиња ќе остане, не само
да се споменува, туку да се цитира, да се учи од него, да се споделуваат цитати. И тој ја прави културата на една земја, и не само на земјата, и пошироко. И затоа е читањето на тие дела од такви луѓе многу голема потреба за културата, и затоа тие луѓе се битното нешто. Меѓутоа, загрозено е читањето, на жалост. Има еден од најголемите современи, на жалост е починат, од најсовремени, најјаките американски автори, Реј Бредбери. И тој има една убава мисла. Вели, ако сакате да уништите една земја, не мора да направите геноцид и не мора да им ги запалите книгите. Туку наведете ги луѓето во таа земја да не читаат. И на жалост тоа се случува сега. После осамосталувањето навамо, на жалост сите, ајде да не речам сите, книжарници се претворија во кладилници и во казина. И престанаа да се даваат на учениците, на одличните ученици, книги како награда, а истите тие ученици уште од основно одма карши одат во кладилниците. И тоа многу често заедно со наставниците. Кои се тие испревртени вредности, кое наведување е тоа, и истовремено сите тие и дори проаѓаат улица се со мобилниот во рака. И наведени се на скрулање, не на читање. Значи, они скрулаат и сега има слика, некоја се преоблекла 30 пати на ден, лајк, 300 лајка, после некој пиел пиво и јадел скара, 200 лајка, и наидува текст. Краток текст, што по дефиниција краток раскат, или уште пократок, не мора да биде 600 збора, 400, 300 збора, пола страна. И то толку содржаен, толку убав, носи порака, критички се осврнува на настани, прекрасен, и само ќе се помине надолу. Ретко кој ќе го прочита. Или ќе си добие 50 лајка за разлика од овие слики претходно. На тоа сме наведени. На инстант информација. Да, и тоа може да не уништи. А како против тоа, значи ни треба веројатно емисија 2-3. Кажете ми, со оглед на тоа дека се соочивме и на глобално ниво и со една нова, нели, предизвикувачка ситуација, пандемијата со COVID-19, дали на некој начин, иако беше тешка и малку не изолира во физичка смисла, затоа што нели изолацијата може да се дискутира и за тоа прашање, дали од една страна ви помогна да се посветите, да речеме, токму на тие обиди за пишување, за борба против тие искривени вредности, да се посветите на тоа? Голем дел од уметниците велат дека позитивната страна во сето ова е тоа што успеале да се концентрираат на својата уметност. Ја не мислам така, затоа што тој што творел и што имал порив и што сака нешто да каже и се бори против испретените вредности, тој постојано во карантини. Кога сака самоволно ќе се изолира, ќе пишува, ќе ствара постојано во еден творечки немир. И кај мене тоа не е случај. Меѓутоа, ако направиме сега ако одиме во насока на размислување, дека кај некого може би тоа влијаело, меѓутоа ако се сетиме дека карантините беа употребувани и злоупотребувани за тоа да младите се изолираат по викендици, да прават журки и така натаму, значи ништо конструктивно тоа не носи. Да направам паралела со Декамерон од Бокачо, тој е напишан, тоа светско ремек дело, во услови на голема епидемија на чума, и кога исто во карантин биле ставени луѓето, и од тогаш потекнува зборот карантин, изолација, тој е италијански збор. И Бокачо пишува за група момчиња, 10 и девојки, кои што биле изолирани во шума, не знам каде, за време на таа епидемија, имале задача секој ден, може би никој не им ја наметнал и самите, секој ден да творат, да раскажуваат по една приказна секој од нив, дневно 10, и за 10 дена тоа се 100 приказни или дека. Мерон, едно ремек дело. И ја не видов некои млади во оваа пандемија да се изолираат, да направат ремек дело, така да евентуално мене ме потикна за да добијам мотив за едно дело кое што сметам да го довршам, а тоа е Круната на Рим, односно Короната во Рим,
каде што се испреблетуваат со главните јунаци на улиците на Рим и наши тетовци, и пак има вистински ликови, да речеме една велика од Тетово, која што на ден Велик ден православен ја продолжува традицијата во Рим, оди во 3 цркви, тоа ги бира да ги имаат имињата на нашиве Свети Кирил и Методи, Свет Богородица, и застанува на крај на плоштадот на народот пред црквата близначка, тоа се 2 цркви, Пресвета Богородица. И се двоуми во која да влезе, во едната или во другата, да се помоли за здравје на едната или другата близначка, кои што се тешко болни од корона, во пренатрупана болница се тамо, а има респиратор само за едната. И носи таква една идеја, тоа нешто кое што беше инспирирано, еве, конкретно кај мене од ситуацијата со ковид пандемијата. За крај, кажете ми, имате ли некоја порака за сограѓаните, за тетовци? Дали малку повеќе да се фокусираат на уметноста, на културата, на литературата? Пораката нека биде од нешто од еден расказ што го има тука. Пред 40 години нас децата, кои што бевме тогаш основно оделение, основно образование кој одевме, не носеа редовно на попова шапка на екскурзија 2 пати годишно, па и 3 пати. И тоа со тетовската жичарница која што функционираше и ќе не ставија во вагонче само деца, вагонче 1, 2, 3, тројца од една страна, тројца од друга страна, машки и женски, се дружевме, зборувавме, се одржувавме на природата. И сега, после 40 и кусур години, доколку од тие деца кои што се возрастни, средовечни луѓе, има живи, тие што се живи. Еден од нив е во Америка, еден во Германија, третиот е обавезно таксист, четвртата е самохрана мајка, може би жртва на семејно насилство или вдовица, кои што во просек има 2 деца и не може да ги прехрани. Петтиот е бизнисмен на крилата на штабот на партијата, без разлика од која, или ако не голем бизнисмен, ама ситуиран ги вработил сите, и за него државата е бајка. Тетово е преубаво и носи све најдобро, дури е таа партија на власт. Кога ќе дојде другава, за другиве е најдобро, а за овие првиве веќе е све најлошо. И шестото дете е оној кој што сочувал некој свој идентитет на прави вредности, сето го посматра, знае добро да го запележи и се уште има енергија нешто да смени. Оваа книга Тетовски раскази е за сите овие категории, меѓутоа најмногу за секое 600 дете од она вагонче кое што во периодот од 60-тите, 70-тите, 80-тите години на 20 век можеше мирно да плови по Шар планина низ облаците до Шапка и да чувствува дека има перспектива. Убаво кажано и срочено. Многу ви благодарам. Фала. Благодарам и на вас.